Во судницата во Идризово денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица. Одиме веднаш таму во живо на терене. Колегата Зоран Јаневски го имаме во овие вести. Зоран, почна ли судењето? Како течеш? Да, судењето за дискотеката Пулс, односно пожарот во дискотеката Пулс, кој што се случи во марта годинава, започна судењето овде во дигиталната судница во близина на затворот Идризово. Сепак адвокатите и денеска реагираат за спојувањето на двете обвиненија, односно обвинението со кое претходно беа опфатени 34 лица, како и обвинението за сопственикот на фирмата за обезбедување, кое што на првото судско рочиште од овој судски предмет беше додадено на претходното обвинение. Денеска адвокатите реагираат бидејќи со интегрираното обвинение всушност било сменето и времето на извршување на кривичните дела, па како што велат станувало збора за ново обвинение. Па судот бил исправен пред предизвикот да одлучува, односно да донесе оценка како за оценка на ново обвинение. Како што посочуваат адвокатите, повлечен е огромен број на сведоци, па тие најавуваат дека дел од повлечените сведоци на обвинителството ќе ги повикаат како своји за одбрана. Имаме дел од изјавите на адвокатите, па предлагам да ги погледнеме. Нас ни беше доставено тоа интегрирано, така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ние во судница како бранители не сме обвинети, ние сме во судница ради обвинетите кои го немаат обвинението, за да знаат зошто седат во судници, зошто се обвинети. Дел од нив се во притвор, дел се во куќни притвори. Несериозно е од обвинителството да не достави, па макар и вакво интегрирано обвинение на обвинетите, затоа што денес ни предстоеше изјаснување на вина. Како некој ќе се изјасни за вина ако го нема она да го прочита зашто е обвинет? Однесувањето на обвинителството е несериозно. Несериозно е кон судот, несериозно е пред се кон семејствата на загинатите, несериозно е кон одбраната и несериозно е кон обвинетите лица. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да ја сносат одговорноста, невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина. Меѓутоа, со ваквото однесување на обвинителството едноставно не се дава шанса на самата постапка. Да, како што посочија и самите адвокати и во судницата и во своите изјави, дел од обвинетите, односно практично ниту еден од обвинетите не го добил интегрираното обвинение кое што на првото судско рочиште практично беа споени двете обвиненија, па поради тоа и како што рекоа, нивните клиенти не можат да се изјаснат во однос на вина. По ова судот одлучи дека денеска обвинетите нема да се произнесат за вина, ниту пак ќе има воведни говори, бидејќи се обврза судот да го достави изменетото обвинение првин до обвинетите, да можат тие да го погледнат, па во наредните судски рочишта да се произнесат за вина. На самиот почеток од судскиот процес пак дел од роднините на загинатите ја пофалија работата на судот и обвинителството и им забележаа на адвокатите за нивните барања. Како што велат во нивните изјави, тие бараат правда за своите деца. Еве изјавата. Се надевам дека судиката која што го води судскиот процес ќе продолжи и понатака исто како и на првото рочиште. Праведно и фер. 8 месеци, повеќе од 8 месеци, ние родителите на починатите деца живееме во агонија. И кај мене, кога заврши првото рочиште, се појави една искра на надеж, а токму причината за таа надеж е судиката и воведниот дел на обвинителите. Ние, родителите на починатите деца, бараме само правда. Од тој кобе 16 март и на почетните маршеви и денес велам дека никој од нас не растел дете за да стане херој, туку да стане човек. За жал, нашите невини деца
кои ги убеа, ја платија цената на овој корумпиран систем. Добри деца кои што потекнуваат од честни и скромни семејства. Ниедно од овие семејства кои што изгуби дете не е дел од тој корумпиран систем, а ние ја плаќаме цената со изгубените животи на нашите деца. Со оглед дека обвинетите не го добиле изменетиот обвинителен акт, за да не пропадне денешното судско рочиште, судиката најави дека првин ќе се достави обвинението до обвинетите за да можат на наредното судско рочиште тие да се произнесат по однос на вина, па во текот на денешниот ден судењето ќе продолжи со произнесување во однос на оштетните побарувања кои што ги имаат роднините на загинатите. Александар, остануваме да го следиме судењето, па повеќе детали за наредното информативно издание. Зоран, ти благодарам за сите овие информации. Беше тоа Зоран Јаневски кој што известуваше од судницата во Идризово, каде што денеска се одржува второто рочиште за пожарот во случајот Пулс. А поранешен замен